вечер. Корупцијата во општеството и во затворите и секојдневните најави дека нејзиното сузбивање само што не почнало се во фокусот на вечерашната топ тема. Дали политичарите ја користат борбата со корупција за популизам? Зошто предметите за високопрофилна корупција и организиран криминал шетаат по судовите до заборав или до застарување? Вечерва разговарам со моите гости, адвокатот и поранешен судија Владимир Туфекџиќ. Добро вечер. Добро вечер. И адвокатот и поранешен директор на Управата за извршување санкции Виктор Цветковски. Добро вечер вам. Добро вечер. Со емисијата продолжуваме по рекламите. Почнуваме со емисијата во чиј фокус е борбата со корупцијата, правосудството и високопрофилните предмети за корупција и организиран криминал. Деновиве политичарите дискутираат повторно за проширување на владиното мнозинство, но во фокусот, барем она што можеме да го слушаме, се става централна тема ветинг во правосудството, се говори за правна држава, дека тоа е всушност нивната централна точка на преговорите, но и борбата со корупцијата. Господин Цветковски, ќе почнам со вас. Колку сметате дека ова се реални заложби на политичарите или пак е повторно една плоча која што слушаме веќе изминатиот период од неколку месеци, нешто што граѓаните сакаат да го слушнат, па тоа и го кажуваат политичарите? Не само дека граѓаните сакаат да слушнат, факт е дека Република Македонија под еден континуиран притисок на меѓународната јавност и меѓународните институции за корупцијата присутна во институциите. И факт е дека политичките партии, веројатно и како една од причините да што поблиску дојдат до меѓународната поддршка или повеќе да ја обезбедат, декларативно излегуваат со вакви, но моето убедување е дека и денешните или актуелните декларативни искажувања на политичките партии дека основни критериуми за заедничка работа, соработка и така натаму име борбата против корупција, силни институции, владење на право, секогаш се користи само за да се оствари одредена цел. И тешко на она држава кога борбата за корупција веднаш ја сведувате токму на смена на еден министер кој што апсолутно воопшто немал ни шанса да покаже што знае, што умее, или ако некој се надевал дека еден истакнат професор ќе има можност да влезе во една добра реформа, ако знаеме дека теоретски поткован, дека има огромна соработка, поддршка и како личност има кредибилитет да влезе, вие го пазарите за ситни партиски интереси. И како да веруваме дека доаѓаме во една позиција да имаме силна борба против корупција, кога и тој еден чинител кој што не е дел од некој партиски структури или не е партиски војник, туку е професионалец, доаѓаме на прва да треба. Зошто да го смениме? Сметате дека овие флоскули кои што ги слушаме за борба против корупцијата се всушност да се дојде само до Министерството за правда? Кога излегуваат од политички партии, сметам дека во овој момент се само такви, за да евентуално се дојде до ова раководно место во Министерството за правда, а од друга страна гледате дека и другите политички структури многу лесно го даваат. Ако веќе даваат пример и жртва за борба против корупцијата, имаат пример од партиските структури во својата влада, нека жртвуваат еден од нив, нека покажат дека се спремни да го задржат професионалецот, искусен професор кој што може да даде во ова министерство, има капацитет за тоа, а жртвувате од оние кои што ви се партиски структури внатре. Така ќе дадете пример дека сте подготвени за корупција. Господин Туфекџиќ, вие што сметате? Дали навистина постои некаква заложба или тоа е декларативно од страна на политиката? Емисијата е почнавме со политика. Заложба... Тоа е актуелно деновиве. Па добро, тоа е секојаш актуелно е одамна. Заложба секојаш постои. Меѓутоа, прашање и знак прашање колку ние имаме политичка волја, желба и капацитет да сето тоа го спроведеме на некој начин и да се избориме да оваа држава стане едно пристојно место за живење. Тоа подразбира да луѓето имаат доверба пред се во институциите. Сведоци сте дека една судска одлука
едно бегство од затвор го намали процентот на доверба во правосудството од 8 на 4% и иде таа амплитуда, значи само надоле. Се спомнува ветингот. Ние фактички ништо не учиме од минатото. Дали не сме спремни, дали не сакаме да научиме. Знаеме, само да ве подсетам, како почна со една народна еуфорија специјалното јавно обвинителство, еден триумфализам и сето тоа траеше додека политиката на некој начин не замеша прсти и едноставно специјалното јавно обвинителство довербата почна да ја губи и заврши така како што заврши и остана чувството и впечатокот дека политичките чинители како едва да дочекаат да се случи нешто во специјалното јавно обвинителство, да веднаш утре дента го стават на дневен ред. И денеска имаме состојба, токму апропо борбата и заложбата во борбата против корупцијата, имаме состојба да зградата на специјалното јавно обвинителство денеска е празна, колку што мене ми е познато, тамо доаѓа на работа само еден обвинител. Така да, толку од нашите заложби, а заложбите обично, вообичаено, нашиот политички естаблишмент ги прави кога е притиснат од меѓународниот фактор или од евроатлантските процеси интегративни и тогаш се наоѓа начин да на овој начин да се повторно афирмира борбата против корупцијата, ветингот и икс други работи, само за да се стекне впечаток дека нешто се испорачува и се работи. Дали сте за ветинг генерално, дали политичарите често го користат тоа кога ќе згусне во судството, повикуваат за ветинг. Дали сте за и дали има капацитет да се спроведе прашање добре? Таа тема е предимензионирана прво затоа што за ветингот се говори, тоа е точно. Меѓутоа никој не кажал како и на кој начин тоа ќе се спроведе. Кои механизми ќе бидат применети да тоа се спроведе. Јас сум лично против, затоа што сметам дека во овој момент имаме инструменти и има надлежни органи и институции кои може да ја испитаат професионалноста на судиите и јавните обвинители, тоа се Судскиот совет и Советот на јавни обвинители, а во делот на имотот, начинот на стекнување на имот, имаме антикорупцијска комисија, што значи непотребно ќе се обременува со некакви форми на ветинг и така натаму. Мислам дека имаме доволно проблеми во правосудството и не ни е потребен уште еден експеримент, а имаме надлежни органи и институции кои тековно може да ги следат. Да го спроведат тоа. Да, така бе и најавите и предходните неколку пати кога се споменуваше ветингот. Господин Цветковски, вашиот став околу најавите и се погласните барање на ветинг? Неспорно е ветингот. Според мене имам спротивен став, но апсолутно треба многу што да се внимава кога ќе влеземе во еден така комплексен процес, затоа што ветингот во правосудството има повеќе форми, начини, ако ги земеме искуствата и во опкружувањето, во регионот. Може да кажеме дека дава одреден резултат, но ние за да дојдеме до ветингот треба првин да многу што промениме. Значи, факт е дека и тој ветинг, ако го дозволиме да биде многу политизиран и под влијание и компромис на политичките партии, а повторно да ги тргнеме професионалците и оние кои што посветено би се вложили во еден таков процес, строго професионално, тогаш повторно нема да имаме резултат, така да делумно
во еден дел може да се сложиме дека ние во моментот имаме апсолутно расположливи ресурси, капацитети, имаме законска поставеност, имаме органи кои сето тоа може да го прават, но факт е дека во сите овие органи имаме реален проблем повторно со политизацијата. Ги знаеме случувањата кои што беа претходно во судскиот совет и на кој начин за кратко време имавме промени, оставки и така натаму. Сето тоа ни укажува дека упорно некое влијание во овие органи политичко има. Се додека политичкото влијание е присутно на едно високо ниво, кога таа политичка волја која е многу битна, не сватиме дека за оваа држава да обстои апсолутно третата власт, судската власт мора да биде независна, мора да функционира безпрекорно, без влијание на двете други законодавната и извршната власт, се додека тоа ниво на свест не го постигнеме, ни ветинг, ниту било која друга законска измена нема да ни помогне. Намерит систем при изборот на суди и обвинители инсистира и амбасадорката на САД Агелер во неколку претходни изјави, а во последното интервју за Телма вчера таа потенцира дека не постои само една црна листа на санкции, туку дека има неколку и најави дека во наредниот период, наредните месеци, може и да се слушнат тие имиња. Предлагам тука да слушнеме изјавата, односно дел од интервјуто на Агелер, кое што го даде за Телма и во кое што се испраќа и директна порака до судиите и обвинителите. You know, I am asked about the list. And again, there's not just one. But it's an opportunity for people maybe to be a little less focused on one list and more focused on the types of activities and actions that would put somebody on a list. I think this is an opportunity for the judiciary to take a cold, hard look at itself, whether you're a judge or a prosecutor, whatever your role, and to say, am I behaving, am I doing my job with integrity? Am I being influenced by others? Am I making these decisions based on law? And I think we can all point to recent examples where it does not appear to us or to the public that that has taken place. So there continue to be instances that look very suspicious, again, not only to the United States and the embassy, but to everyday people who want to be able to move forward with their lives with the knowledge that their government, their officials are behaving in their best interests, and the best interests of the citizens, and not in their personal best interest of the judge or prosecutor or whomever. Да, ја слушнавме изјавата на Агелер поврзана со пораката која што испрати до правосудството. Дали очекувате дека можеби на некоја од тие листи на санкции кои што ќе бидат објавени во блиска иднина може да се најдат суди и обвинители со оглед на пораките кои што се испраќаат во однос на правосудството? Туфекџич? Па ја мислам дека ние не треба толку да се оптеретуваме со тоа кој ќе се најде на црна листа. Со таа работа треба се оптеретуваат тие што мислат дека ќе се најдат на црна листа и мислам дека ние треба да се посветиме не да ја чекаме црната листа, него да се посветиме кон самите себе си и да видиме што е тоа што фактички предизвикало да се доведеме во една ваква ситуација. Повеќе пати сум кажал дека ние прво треба да детектираме три работи. Прво треба да дадеме одговор на прашањето, кога е суството во прашање, дали е проблем едукативниот процес во Академијата за судии и јавни обвинители, бидејќи од тамо се регрутираат судиите и јавните обвинители. Дали е проблем невоедначената судска пракса, која е евидентна, значи за исти
правни работи имаме различни ставови и мислења, кај различни совети на исто ниво на повисокиот суд, или е проблематично нестручноста и непрофесионалноста на судијата. Кога ќе добиеме одговор на тие три прашања, ние фактички треба да го преку тоа да го детектираме проблемот. Јас не би се оптеретувал многу со црна листа, бидејќи таа црна листа има политичка конекција и се однесува, значи, на Соединетите Американски држави, како као дел со кој се испраќа порака и на некој начин се праќа некаква. Но тоа ќе испрати порака и за македонските надлежни органи. Меѓутоа, па и до сега имавме ние лица на и уште активна црна листа, па не гледам и не можам да видам дека на тие лица нешто им фали. Значи, ние треба да се вратиме на оној терен што е наша домашна задача. Мислам дека доколку почнеме премногу да анализираме кој се ќе се најде на црна листа, мислам дека ќе направиме непотребен дефокус во она што представува суштина на проблемот. Петковски, вие кој очекувате да се најде на... Не очекувам сигурно од правосудните органи и конкретно од судовите, не очекувам дека ќе имаме на црна листа, но факт е дека не е само корупцијата проблем во судството, како што и колегата веќе истакна. Првенствено мора да водиме сметка во делот на начинот на изборот и кредибилитетот пред се искуството на луѓето кои што ги бираме за суди и обвинители. Низ пракса ни се случува буквално неискуството, животното неискуство. Не е само доволно знаењето и познавањето на законот, факт е дека многу ситуации во законот не може да се предвидат, кои што судот мора да ги реши во постапка. Од тие причини на долгорочен план, првенствено, ако направиме максимална деполитизација на судството во најбрз можен период и рок, ќе дадеме можност да испливаат професионалните кадри на високо ниво. Ова што и претходно беше кажано од страна колегата. Изедначена пракса. Ние немаме изедначена пракса. Ние имаме сега одлив на судови. Куманово имаше еден период. Сега Прилеп нема суди во Прилеп и така натаму и во други судови. Доаѓаме во ситуација да имаме нов избор на кадри. Во едно одделение кривично или граѓанско имаме различни одлуки по исти прашања. За да имаме една континуирана и едукација, да имаме една пракса, ни треба континуитет, не ни треба политички притисок. Реално е дека факт е, има честни професионалци во судовите, но има и луѓе кои што се подлежни на секакви притисоци и доаѓаме во ситуација да буквално се одлучува по нарачка. Тие причини сметам дека што побрзо судството се остави само, многу побрзо само ќе се организира, критериумот на квалитет ќе исплива на површина. Јавноста го цени и стручната и пошироката јавност судството преку високопрофилните предмети на организиран криминал, корупција, тие се следат и преку нив се оценува резистентноста на судството кон независноста, но и каква борба со корупцијата се води. Голем дел од предметите, меѓу кои оние што ги спомнавте ви од поранешното СЈ, се заглавени по судовите, горе-доле укинувани, враќани, далеку од завршница, некои и многу близко до застарување. Еве како поранешен судија во кривичниот суд, вие и одлучувавте по некои од тие предмети. Конкретно предметот Таргет Тврдина, вие таму бевте и втор судија, тој изминатите месеци предизвика бурни реакции откако апелациониот суд, 5 мина суди од апелација, одлучија да го укинат после 9 месеци од јавната седница. 9 месеци одлучувале, размислувале што и да правеле. Пресудата сега веќе е јавна од минатата недела. Да почнеме ајде со тоа. Ја прочитавте ли образложението на судиите од апелација зошто ја укинале оваа пресуда и како вие го цените тоа? Мислам дека воведот во овој дел од вашето прашање го дадов на почеток и ние сега конкретно разговараме за последиците. А причините се неколку години зад нас
и затоа знаете и сами дека ја бев првиот противник и јавно го искажав мојот став дека сум против политички триумфализам. Значи, кога ја донесовме таа пресуда Таргет тврдина, имавте политички триумфализам и билдање на политички рейтинг и политички поени од политичарите, што во основа, значи, стави една дамка и сенка на целиот процес. За тој кривичен предмет треба да се каже дека он интензивно, ние почнавме да го работиме и тој беше во работа негде година и 2-3 месеца. Ефективно говорам за судења. Претходно се решаваа прашања кои одеа, значи, горе-доле, кои беа од процесен карактер и одеа од основниот суд во апелациониот суд, беа поврзани, значи, со помилувањата на председателот Иванов и така натаму, след други прашања. Активно тој предмет е работен и завршен за година и отприлика 2-3 месеца. Но, јас не навлагам во тоа каква одлука донел апелациониот суд. Апелациониот суд својата одлука ја објави јавно и првично беше кажано дека е тоа укинат предмет поради суштествена повреда од апсолутен карактер и сега, ако е тоа така, тоа е оној дел дека не се сопаѓа изворникот на пресудата со записникот за објава на пресудата и ако е тоа така, моето прашање е која била причината да, доколку е констатирана таква една повреда, да тој предмет 9 месеци или 10 месеци не биде одлучен. Требало веднаш да одлучат... Што значи, ако е повреда од апсолутен карактер, тоа подразбира дека, како што напише и во својата одлука и известување апелациониот суд, дека таа пресуда не е подобна понатаму за испитување и таа треба да се врати на првостепениот суд на повторно постапување. Но сепак ја анализирале. На ова прашање, значи, одговор треба да дае судијата известител, значи, кој, како што гледам и слушам, тој е, веќе е формирана комисија која ќе испитува, значи, работата во тој дел. Но, имаме веќе јавно објавена пресуда, од која може да видиме дека не е констатирана само суштествена повреда од апсолутен карактер, туку судиите од апелациониот суд се впуштиле во анализа на целата пресуда. И, конечно, значи, дале нападствија по кои треба да постапи првостепениот суд, кои не се битно разликуваат, ниту се невообичаени во однос на други укинати пресуди од ваков тип на кривични дела, значи задира во и интервенира во делот на вештачењата, дали има или нема штета, дали е уништена или не е уништена опремата и во делот на висината на штетата. Но најбитен дел е во она што е дадено како нападствие, што задира директно во темелот на обвинението, за кое сметам дека јавниот обвинител во повторената постапка ќе има огромен предизвик, а и судичкиот совет, а тоа е во делот каде што според нападствијата повисокиот суд вели да првостепениот суд во повторената постапка со сигурност да утврди кои корисници биле таргетирани и прислушкувани во УБК, а кои биле таргетирани и прислушкувани во телефонските оператори. Што сакате да кажете со ова? Сакам да кажам дека битно се менува теоријата на случај кај јавниот обвинител и тоа е, значи, еден момент кој, мислам, по мое мислење, дека ќе влијае и на во делот на оштетното побарување на оштетените. Зошто? Односно, да видиме кои лица биле таргетирани во УБК,
тамо, значи, одговорноста кој би ја имал државата, ако доколку се утврди дека тоа е таргетирано во телефонските оператори, тогаш оштетните побарувања, значи, би оделе, значи, во тој правец. Но, да видиме, да не преудицирам, јас тоа го забележав како еден дел за кој сметам дека повторно првостепениот суд, а и самиот јавен обвинител, бидејќи тука малку се поместува базата и основата и теоријата на случај на јавниот обвинител. Навлегува и во обвинението, го спорува апелација, сакате да кажете? Не го спорува, меѓутоа наметнува постапка која подразбира, значи точно, вие сте ја имате, сте го прочитале тој дел, со сигурност да утврди кои корисници биле таргетирани, значи, во УБК и преслушкувани, а кои во телефонските оператори. Дали сега во повторената постапка ќе треба да има и супервештачење? Дали тоа произлегува од пресудата на апелација или нема потреба? Спротивставени вештачења спомена Не навлегувам во тоа, за таа работа ќе одлучи судичкиот совет. Јас само, значи, реално ги согледувам работите и она што нас ни е презентирано, мислам дека понатаму во постапка ќе се утврди кои биле причините за тој предмет да биде одлучуван 9 месеци. Истото се однесува и на другиот предмет, како се викаше, Трезор. Да, воме. И тука одговорите ќе треба да ги дадат повиканите судии, за кои веќе е формирана комисија. Судскиот совет најави дека дополнително ќе одлучува дали ќе поведе постапка за овие судии, но дел од тие судии, конкретно мислам известителот Енвер Беџети и судијата Ѓоко Ристов во неколку предмети каде што е обвинет Мијалков и минатата година кога го ослободија од притвор, Мијалков учествува истите суди во неколку предмети со истиот обвинет. Дали треба и овој дел да се подразгледа подетално од страна на судскиот совет? Има ли тука нешто спорно во целата процедура? Па ја не би го коментирал тој дел, ја не сум запознат со детали. Меѓутоа секако дека судскиот совет штом формирал комисија, значи очекуваме сите дека ќе ги разгледа сите аспекти и сите околности. Дали ќе го земе предвид и овој дел, јас тоа не сум запознат. Меѓутоа, според она што е веќе и објавено во јавноста, тие постапката си ја водат и тие треба да кажат, значи, како и на кој начин и во кој правец ќе се движат во тој дел. Цветковски, вие околу таргет тврди на постапувањето целосно јас конкретно не сум учествувал во предметот за вакви детали разработиме, но генерално ова се познати случаи на јавноста, од X причини привлекуваат внимание, но мора отворено да кажеме за волја на вистината пред македонската јавност. Контролата по хиерархија, судски совет, повисоки судови, Врховен суд, апелациони подрачја, апелациони судови према основните судови, сметам дека не е на едно доволно ниво. Контролата, притисокот, запазување на законските рокови и така натаму, низ пракса секојдневно имаме проблем да апелационите судови со години не одлучуваат. Не за ваков тип на предмети, за предмети кои што се основни за телесна повреда, член 130, во моментов има постапка каде што година дена не се одлучува. Што да кажат граѓаните кога за некој, тоа е основа во кривичните постапки по приватна тужба се гони и така натаму и вие имате апелационен суд кој што не одлучува. Контролата од апелациониот суд, од Врховниот суд, од судскиот совет надолу по хиерархија апсолутно ја нема. Доаѓаме принудени сме да пуштаме, да ги штитиме интересите на нашите странки, да пуштаме секојдневно ургенции. Доаѓаме во ситуации во граѓански парнични спорови.
по 6-8-9 месеци не се носат одлуки. Каде што постои можност за застарување. Па секаде постои можност за застарување кога немате година дена. Вамо е помала пропишана казна, апсолутен рок исто така помал. Да, кога постои можност за застарување, од друга страна судски совет велат дека конкретниот судија примал други предмети решавал, но овој стоел, не се одлучувало тука, веќе се раѓа сомнеш бидејќи не станува за било кој предмет. Тој треба да одговори на тие прашања. Значи, процедурално ве прашам како судија и адвокати. Тој треба да одговори на тие прашања. Иначе она што извини колега, она што првично нас ни беше пласирано во јавност, па овој занесо паѓањето на изборникот со овој записникот за објава, зашто ја имам свое мислење, не е ни битно, тоа не може да доведе до застареност. Значи, до застареноста може да доведат, значи, други действија кои по напастија на апелациониот суд треба да се преземат. Дополнително, тоа воопшто не е мала работа и овој, повторувам, овој судички совет ќе има огромен предизвик, а и јавниот обвинител, бидејќи, веќе кажав, дека се менува концептот на јавниот обвинител. Нема за да се разграничат овие нападци што но сепак треба да разговараме на оваа тема како последица. Знаеме во кои услови и во кои околности функционираше специјалното јавно обвинителство кога беше формирано со огромни обструкции и така натаму. После почна некакви политички дејанија кои директно придонесоа кон тоа да тие луѓе, значи факт е дека одредени обвиненија кои се поднесени имаат своји пропусти, меѓутоа тие пропусти треба да ги бараме и малце и во настаните кои следеле пред да бидат поднесени и роковите кои им се оставени за работа. Со корупцијата во затворскиот систем, тоа е актуелно изминатиот период, односно повторно актуелно по она филмско бегство во кое што фокусот на јавноста повторно се врати за проблемите во затворскиот систем, под она дрско бегство каде што веќе се води и истрага за корупција. Вие своевремено бевте директор на управата за извршување санкции, но и државен секретар во Министерството за правда. Од оно искуство што го имате, каде го гледате овде проблемот? Дали лошиот кадар, партиски кадар, корупцијата во судството која што цвета и кое што никој не ја сузбива и покрај тоа што постојано се алармира од надлежните, од невладините? Ке одговорам и на ова прашање, само мислата да ја завршам предходно. Генерално сликата со застарување на постапки во судовите во Република Македонија секојдневно присутна во сите судови. И тоа граѓаните го чувствуваат и затоа недовербата не 8%, 4%, можеби ќе се спушта уште. Не може да гледаме низ поедини примери. Генералната слика е дека судството не функционира, му треба му треба комплетно, значи по сите хиерархиски позиции треба подхитно да се стегнат шавовите, ако не влеземе во еден ветинг. Што се однесува на спектакуларното бегство, за мене не е спектакуларно, за мене е очекувано. Очекувано од причина што состојбите во затворите во моментов не се добри. Не се добри подолго време. Не случајно многу предходно се правени чекори да што се направат помали единици на казнено-поправни установи, за да може многу повеќе да се контролираат. Тоа беше идејата уште измената на законот 2006 година, да се растерети Идризово, да се намали популацијата во Идризово, да може да се контролира. Што поголемо Идризово, тоа помала контрола. И нормално е сета она партизација која важи и за дел на сите институции во Република Македонија, многу е присутна и во затворскиот систем во Република Македонија. Имате директори, имате заменици, директори, едни се партиски структури на една партија, други се на друга, по хиерархија ви воведуваат и тие внатре по разни своји партиски критериуми, приватни линии и така натаму. Тоа ви овозможува секој табор да има свој заштитник и да едноставно внатре функционира по табори некако целина.
И нормално е, според мене, имав можност на еден од медиумите да го изнесам тоа. Ова е планирано бегство, по сите показатели покажува. Факт е дека не се запазени тие сите мерки на обезбедување кои што се потребни при еден ваков транспорт. Уште на почетокот проценката за повреда или болки во раката, која што нема скршеница, не е тешка телесна повреда, нема потреба од хитна интервенција, туку само болка, да се одлучи да се оди во полноќните часови, без запазување на сите мерки на обезбедување, составање на листици, се знае на кој дел од возилото седи и така натаму. И исто така, посебно, требало да се води сметка дека се работи со лице за издржување на казна затвор убиство, со висока казна, која што дополнително повлекува одредени внатре институционални овластувања и така натаму, кој што јасно е дека ништо не било испочитувано тоа што требало да биде. Тоа е планирано да тоа така биде. Тоа апсолутно никој не може да ме убеди дека не е планирано и очигледно е дека е планирано, свесно е биран тајмингот, времето, маршрутата, начинот кога да се излезе од казано-поправната установа и тоа свесно е направено. Така да, за да им успее, морале нормално сите овие пропусти да ги направат. Така, не се плашале дека ќе бидат очигледно откриени на волку прекршувања или пак можеби мотивацијата? Има мотивација тука дефинитивно. Значи, секој кој што ќе се одлучи на таков чекор, очигледно смета дека со една таква операција ќе може да не му ни треба работното место во казнено-поправната установа. Да, но сега се заканува и сериозни затворски казни и истраги. Па и треба да се закануваат високи казни од причина што ваква постапка може да се случи повторно и не случајно овие промени и рокади се прават се со цел да се благовремено реагира, да не земе целата ситуација замав. Дали е доволна политичката одговорност на начинот на кој што се правеше, односно беше сменет, разрешен директорот на управата за извршување санкции, директорот на Идризово беше скокнат. Има ли логика за вас ваквите потези? Па единствено образложение зошто директорот на Идризово може да го земеме само во фактот што непосредно неколку месеци е дојден, претходно е променет директорот на Идризово, па сега е поставен нов директор кој што е кратко време. Но ваквите случаи на нас треба да ни бидат примери да влеземе во една заложба која и со закон од 2006 година, кога ја раководев работната група, и тогаш излеговме со еден предлог да ги ставиме казнено-поправните установи да ги водат професионалци, да нема заменици директори, да не се бираат по предлог на политички партии, да не ги именува влада, туку исклучиво да бидат на предлог на директорот на санкции, директорот за извршување на санкции, на управата за извршување на санкции да биде единствено именувано лице. Тогаш кога ќе имаме професионалци кои ќе знае да си го цени она што го работи, кои ќе се бори да дојде на таа позиција, апсолутно ќе внимава на кој начин, почитувајќи ги сите позитивни правни прописи, апсолутно ќе биде сосема друга. Верувате, со политизацијата. Мене ми е јасно дека секое раководство го неколку пати тоа го објаснувам дека прво е макотрпна работа да дојдете еден осуденик за убиство да го имате во казнено-поправна установа. Прво имате мерка притвор, па имате постапка и предистражни действија, тоа јасно, но очигледно на тие што се во затворите тоа обвинителот работи, полиција работи, судот работи, да дојде во ситуација 4 до 5 години имаме една правосилна пресуда и на крај доаѓаме во ситуација за година дена онда ни избега од затворот. Тоа е опасност за сите претходно. Македонската пракса покажува дека има и такви ситуации кога се навраќаат осудените лица па по список решаваат свој Дали треба да се извади сега пример од овој случај за да не се случат повторно вакви во иднина? Особено ќе прашам и вас, вие неколку пати реагиравте, вашиот клиент Боки 13 дека не добива соодветна здравствена заштита, не му се дозволува често излегување, од друга страна сега гледаме дека кога се сака се може испротивно на правилата, односно среден ноќ со прекршување на протоколите бил изваден од затворот за да биде однесен во болница всушност за да избега. Вака ќе ви кажам, вие ако читате законот за извршување на санкции,
негде на пола читање ќе помислите дека се работи за затвори у Шведска. Значи, тоа е идеален закон, европски, модерен, тоа има предвидено работи кои на вистина се на едно ниво, на еден достоинство за осуденик кој би требало да издржува казна затвор, затоа што таму е предвидено дека осуденикот треба да биде сместен во просторија која има 9 квадрати плюс 4 квадрати, која е Да, всушност македонските затвори се има можности за проветрување, за одржување на хигиена и така натаму. Се е тоа убаво напишано и ставено европски на папир, меѓутоа во реалноста ние сме 2 светлосни години за тоа. Ние воопшто немаме ни волја ни желба да тоа го спроведеме во пракса. Здравствената заштита е посебна приказка, он е еден од тие еклатантни примери, каде што се уште се кршат копија, дали затворската установа има услови да му пружи лекарска нега по задолжителните здравствени протоколи, а знаеме дека нема. Сега доаѓаме до онаа ситуација да на една цела енциклопедија од стручни конзилиарни мислења го убедуваме, значи, судот, а претходно и директорот на поранешниот директор на извршување на санкции, кој кажа самиот дека он принципијално не дава прекина казна, за да во неговото интервју, не знам за кој медиум, дознаеме дека сепак го голтнал принципот, односно го прекршил принципот, па дал прекина казна за тахикардија или за не знам што, а за ваков еклатантен пример и случај, каде што нема други можности и услови да се санира доколку времено не се упати на домашно лекување, а тоа значи прекина казна. Секој прекина казна е, знаете и сами, на штета на осуденото лице, бидејќи не му се засметува казна. Но ние не сме ги преземале основните работи и немаме волја да ги ставиме во функција алките, не се применува куќниот затвор и фактички не правиме апсолутно ништо да си олесниме, што е, значи, најнормална вообичаена работа, значи, и во светот, и на 30 километра од тука на север во Србија масовно се употребува, но ние имаме ставени само за да бидат се ставени во закон. Ја не знам дали е тука, дали е но не се спроведува тоа со години. Ја не знам дали нема ни да се спроведе затоа што тука очекувам да имаме политичка борба кој да земе тендер и така натаму за тие алки и за набавка и одржување и сервисирање и така натаму. Така да доколку го имаме тоа, јас ви гарантирам, тоа е куќниот затвор, знаете и сами, значи до 3 години, односно за казна до 5, али ако му се изрече 3, може да биде упатен во куќен затвор. Зошто да тоа не се направи? Па ако тоа го направиме, ние денеска во Идризово нема да имаме 1200, а имаме капацитет за 900 осуденици. Да ве прашам околу еден од со влошени здравствени ова, 500-600 се со влошена здравствена состојба, така е. Еден од осомничените за ова бегство, односно тоа е заменик командирот, веќе бил претходно осудуван условна казна за примање подкуп. Што ви говори тоа што такви кадри се вработуваат, се ставаат на одговорни позиции во затворот? Некој кој што веќе одговарал без разлика што е условна казната за коруптивно дело. И па ете, затоа доаѓаме во ситуација да имаме одговорност на директорот на Прашање дали е Но немаме за директорот на затворот. Не, видете, значи далеко тоа не го штитам директорот на ова и министерот кажа во едно негово интервју, мислам дека во вашата телевизија, дека можно е да има одговорност и на пониско ниво од директорот на санкции, на управа за извршување на санкции надолу. Тоа е цело време што го говориме без разлика дали се работи за правосудни во судството, во обвинителство, кај адвокатите или во пенитенцијарниот систем, во затворската управа, моралниот кредибилитет. Значи не може да ставаме личности кои што имаат минато сумнително,
со вакви потврдени околности, потврдени казни и така натаму, ние ги ставаме за одговорни лица. И во затвор да се вработува без да се бара доказ за неосудуваност. Тогаш не може да доаѓаме во ситуација да очекуваме дека нешто ќе се подобри во Република Македонија или да очекуваме дека одредени функционери ќе останат функционери. Жално е што во Република Македонија работите се менуваат само под притисок на јавноста. Верувате, се уште можеби е добра страна што сепак одредени работи се менуваат кога медиумите, јавноста ќе притисне, можеби пак се уште има надеж кај нас, ако го земеме тоа во предвид, но жално е што некој свесно кој ќе седне на одговорна функција не размислува дека тоа му е првото нешто што мора да води сметка. Затоа му се случува да има бегства, затоа што има по структура надолу до крај имаат сомнителни кадри. Добро да се разбереме, бегства имало и ќе има. Ќе има. Значи тоа е нешто што е. Но позадината на бегството ова е организирано бегство. Како да ги спречиме? Позадината на бегството ниедно бегство не било без логистика од надре и од надвор, така да тоа е. Сакам да ве прашам и околу една друга тема актуелна деновива, тоа е нападот на секретарот на Сдруженијето Цар Борис III, бугарскиот клуб. Тука повторно имаме чувство дека политиката и истрагата се меша прсти. Вие имавте и реакција околу тоа, но генерално ме интересира кој е вашиот став околу тоа, дали се испреплете овде политиката со истрагата? Мојот став бил и останал да се запази принципот на легалитет. Тој што е надлежен да ја води истрагата, тој да ја води истрагата, а не министерот. Тој што е надлежен и овластен да дава квалификација за кривично, за сторено кривично дело, да го направи тој, а не политички чинител. Само да прочитам изјавата на министерот за надворешни Бујар Османи, кој што вчера изјавил: треба сепак да чекаме да заврши целата истрага. Мене сепак ми е важно тоа што го кажува самиот Кристијан и мајката на оштетениот, дека е тоа поради манифестирање и изразување на етничка припадност или обележја. Покрај тоа што сторителите кажуваат обратно, дека имале претходно некакви разлики. Мене ми е важно тоа што ќе го каже оштетениот и ќе го кажат родителите. Дали после ова чекаме, треба да чекаме директна компрометација на самата истражна утврди нешто поинаку? Јас очекував, да ви кажам искрено, јас очекував после еден серијал на изјави на министерот, јас очекував во најмала рака да излезе шефот на јавното обвинителство Охрид и да повика на воздржаност додека трае истражната. Па добро, не мора баш за се да се повикува републичкиот обвинител. Во Охрид има шеф на јавно обвинителство, он е затоа шеф таму. Значи, не може он на новинарско прашање да одговори дојдете у понеделник затоа што е денеска викенд. Се знае дека јавното обвинителство има дежурен обвинител. Има дежурен судија судот во Охрид. И не мора за се да се бара одговор баш од државниот обвинител. Затоа се тие луѓе именувани на функција, назначени на функција. Тој морал да повика, значи да на воздржаност додека трае истражната постапка, сите сме за тоа да се казни сторител, но за доколку истрагата утврди дека има елементи, значи, за кривична одговорност. Јас затоа изреагирав на начинот на кој е, како што е пренесено лицето, евакуирано од државата. Тоа е тежок термин, евакуација. Знаете ви што тоа значи? Утре, ако тоа останало без реакција од македонските правосудни авторитети и власти и потполно е игнорирано, значи, од страна на друга држава, па што може утре да очекуваме ако настане, не дај Боже, уште некој настан, каде што некое лице ќе има својство на обвинет, дали исто така ќе дојдат, ќе го земат и ќе го изнесат од државата? Значи се отвара тикс прашање. Се отвара спирала на многу прашања. Требало да реагира јавниот обвинител од Охрид. Така требало и министерот малку да почека со изјави, да види што истрагата ќе покаже, кои се причините, кои се мотивите и така натаму. Мене ми се чини дека многу лесно и многу брзо се браниме од Република Бугарија, како немој не знам што да изгрешиме на Бугарија. Значи, такви ситуации ќе имаме се повеќе, каде што ќе имаме злоупотреба на класични кривични дела за одредени
регионални прашања и така натаму, нема потреба да се крева нивото додека не слушнеме кои се причините и мотивите. Нека излезе јавниот обвинител со резултати од истрагата и нека информира јавноста. Немаме истрага, а доаѓаме на во реклами, ситуација по рекламите продолжуваме со дискусијата. Политичка. Така е. Продолжуваме со дебатата. Остана уште едно актуелно прашање кое што треба да го продискутираме тука, а тоа е судењето за Драган Даравелски, поранешниот прв цариник. Тој неслучајно се врати после долги години отсуство во земјава и сега едно од главните правни прашања кои што се дискутираат периодов е дали треба да му се суди повторно и доколку му се суди, дали делото е застарено. Кој е вашиот став, Цветковски? Ова е правна дилема која судот веројатно ќе мора да ја расчисти. Имаше веќе неколку и јавни дебати на оваа тема. Факт е дека прво треба да се види дали ги исполнува условите за да се повтори постапката. Ако се земат сите околности дека сам се јавил на граничен премин, нема постапка за екстрадиција, треба да го утврди рокот од година дена од кога дознал, што сметам дека, односно да го докаже дека... Тој бара да му се суди повторно, но има и за законот вели повторно дека една година треба откако ќе се дознае дека а факт е дека предпоставка е дека знаел. Дека тој знаел, да. И тоа треба да го докаже дека не знаел, што ќе биде тешко. И тоа е сепак судот ќе биде ставен на испит. Но од друга страна може да поверуваме дека еден Даравелски кој што не можеше Македонија да го екстрадира со години, дека туку така случајно дошол сам и не го предвидел овој момент во... Која е позадината според вас? Позадината не може да предпоставуваме. Од правен аспект, дури и денеска имав таква невржена ситуација. Едноставно останува нејасно кои му биле мотивите да дојде сам на граничен премин. Дали погрешно му е представена сликата од аспект на одбрана и така натаму, дали се убедени дека ќе успеат да ја повторат постапката, ако биле убедени сега, зашто не биле убедени и претходно? Но посебно сега, моментот кога... Но сега постои едно од толкувањата е дека доколку добие повторено судење треба да се констатира дека делото му е застарено за гонење, не за извршување, туку за гонење. Добро, тоа е еден мотив, но факт е дека и за таа работа треба да има исполнети услови. Значи, секојдневно се соочуваме како адвокати многу пати во делот на повторувањето на постапките. Значи, овие докази судовите ги гледаат. Дали се исполнети условите да се повтори? Има неколку услови кои што мора да ги исполниме. А ако не ги исполнува, нема повторување. Сметам дека во овој негов случај е дискутабилно дали ги исполнува условите. Така вие... Јас не би го коментирал овој дел, затоа што навистина не сум запознат, значи, ниту со неговото барање за повторување, ниту па знам за која постапка и за кое кривично дело е он осуден. Јас своевремено како истражен судија имав еден предмет и не знам дали е тоа тој исти, значи, истражен предмет кој се водеше против Скотиха. Тоа е пресуда од 2008 година, да. Сега, и на вистина би се воздржал од коментар, веројатно направил проценка со правниот тим дека ќе докаже дека ги исполнува условите. И второ, прашањето е, значи, каква одлука ќе донесе Кривичниот совет. Да. Ќе видиме. Кривичниот совет се уште нема донесено одлуката, но она што исто така се дискутираше во јавноста е дали гаранцијата која што Кривичниот суд веќе ја дал, но за екстрадициона постапка, дека ако дојде ќе му се суди повторно, сега тој може да ја искористи покрај тоа што не е екстрадиран, туку самиот се вратил. Сметате ли дека може да се повика на овој момент? Па претпоставувам дека ќе се повика затоа што оди во корис на обвинетиот, односно на осудениот во моментов, така да ќе се повикаат сигурно на таа проценка за да добијат шанса да се повтори постапката, но факт е дека претходно сите овие други услови треба да ги исполнат. Така. Господин Туфекџич, со вас би продолжила околу долгите постапки. Преска говоревме конкретно за предметот Таргет Тврдина, но има повеќе предмети кои што траат долго. Дел од предметите на СЈО уште се во првостепена постапка заглавени, некои се повторно.
што според вас е клучниот проблем кој што ги прави постапките во основниот суд да траат долго? Дали тоа што странките ги користат сите законски можности, механизми за одолговлекување, или пак вие своевремено дадовте и предлог за промена на кривичниот законник кој што сега е во фаза на измена? Странките секогаш ги користеле и ќе ги користат сите тие законски можности кои законот им ги дозволува за одолговлекување на постапките. Меѓутоа, за оваа работа е само потребна политичка волја и да се стави на гласање новиот закон за кривична постапка, каде што мене лично ми е задоволство што еден мој предлог од пред 2 години кои се однесува токму во контекст на одолговлекувањето на тие постапки е сега содржан во 371, член 371, мислам, од работната верзија на работната група од новиот закон за кривична постапка, кој се однесува на она што јас го предложив, да вон рочиште биде запознат новиот член на Советот или одредот на судиите поротници или судија со доказите. Доколку се смени судија поротник, бидејќи тоа често се случуваше во овие предмети или судија, да не се враќа повторува, односно да не започнува одново со одново изведување на доказите. Членот 371, колку што сум запознат, прифатена е таа сугестија и судот е тој што одлучува, а изведените докази до тогаш, значи кога се работи за материјални докази, колку што сум запознат и колку што е објавено, не се изведуваат повторно. Дали имавте чувство дека се злоупотребува тоа менување на членови на Советот, заминување на поротници, еве сега од оваа перспектива, можете ли да го кажете тоа? Па видите, да се злоупотребува. За да се одолговлекуваат постапките? Не можете да подведете се по злоупотреба ако законот му нуди можности. Тоа е сепак и проценка на судот и на судијата. Дали ќе дозволи да постапи по одредено барање или нема да дозволи. Значи пак се враќаме на она што на почетокот го кажавме, од судијата зависи се. Знаете како е? Авторитетот, интегритетот не се нешто што се учи у школа. Значи тоа е работа или ја имаш или ја немаш. Знаете како е? Сето тоа е поврзано со личноста на човекот. Тоа е, значи, она личност се гради од првата 7 година на животот. Када тоа е тоа. Понатаму ќе видиме како ќе одат работите. Јас, значи, стравувам дека за година 2-3 ние ќе дојдеме во ситуација да немаме искусни судии. Затоа што смената на генерации природно ќе наметне нови генерации. Мислите на основните судови? Па основните судови, да, знаете и сами дека тие имаат у старт, имаат ограничувачки фактор за постапување, значи за кривични дела до 5 години и така натаму. Само во контекст на ова, сметам дека малку јавноста и целиот свој револт во делот на застарување го насочува према судовите, а факт е дека претходно многу често се случува да добар дел од времето поминува во истражната постапка, па имаме ситуација каде што зборувам из пракса од актуелни случаи, каде што едно вештачење не може од Биро за судски вештачење година дена, градежно вештачење да се обезбеди, а роковите си течат од моментот кога делото е сторено. Истото се случува и во делот на јавни обвинителски одлуки. Низ моја пракса 3 пати укинувам на јавното обвинителство Скопје одлука, вишото ми ја враќа, го застареа предметот. Што можеме да направиме тука? Значи не се работи само за судовите. Доаѓаме, упорно се враќа, а доаѓаме во ситуација да не се почитува одлуката на Висше јавно обвинителство како орган да продолжи во судска постапка и да имаме судски епилог.
Така да чинителите се многу повеќе во делот на една постапка. Уште тргнувајќи од предистрага, истрага, судска постапка, па потоа апелациониот суд, повисоките судови, да, така меѓутоа натаму. да не отидеме у друга крајност. Застареноста како институт, она постои. Значи, тоа мора да се респектира и да се почитува. Овде треба, значи, ние да внимаваме дали некој тоа го злоупотребува, дозволува, И нечија ни грижа дали е тоа. Ете така, значи дозволува свесно и со пропуштени така натаму да дојде до застареност. Дали има говорам за луѓе кои ги вршат функциите, дали е судија, дали е обвинител, не битно. Така да не одиме во крајности, да застареноста сега ја ставиме као не знам како греф и така натаму. Да, тоа како институт постои, тоа ќе си постои. Роковите се релативно големи. Роковите се релативно големи. 10-20 години, па имаме апсолутен рок, а во принцип секогаш имаме действија кои поради кои имаме прекина застареност. Дали според вас за функционерите треба да важат построги правила? Тоа е идеја која што неколку пати се повторува во изминатиот период, да нема застарување или да застаруваат подолго дела. Да тече застареноста од моментот кога му функционерите од другите години. Кога станува збор за државни средства и за јавни набавки. Да тече застареноста од моментот на престанокот на функцијата, а не претходно. Значи, мислам дека хрватското решение е такво, се додека е на функција, застареноста започнува да тече од моментот кога му престанува функцијата. Мислам дека тоа е хрватското решение кое што може треба да се решение и треба да и ние го имплементираме, затоа што видовме, значи затоа што додека се на власт никој не ги гони кај нас. Да, и не ние не може ни да очекуваме да се случи нешто што сега се случува во Соединетите Американски држави, да се изврши претрес во куќа на актуелен претседател и така натаму. Мислам тоа е мислена именка за нас. Но мислам дека тука треба да се интервенира во законот по роковите од кога започнуваат да течат. Тогаш и функционерите, не знам, мислам дека ќе внимаваат превентивно. Одлично законско решение, како и овде во овие случаи кои што ги наведуваме, каде има одговорност, мора да се најде законско решение за дополнителна контрола на вакви случаи. Така е. Дали по пријава и така натаму, да има контрола. Кога имаме ситуација 3 пати се враќа, 4ти пат веќе застарено, значи некој не може да не почитувате. Значи нешто не е во ред тука. Говориме за злоупотреба која е прават, значи судиите и обвинителите, условно речено, ако ја прави, а во тој контекст да настане застареност. Темите од правосудството се неисцрпни, веројатно можеме многу повеќе да збориме, но толку е времето за вечерашната топ тема. Ви благодарам што бевте мои гости, а вам почитувани ви благодарам што не гледавте и останете на програмата на Телма.